Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски вечерва од Чешиново облешаво порача дека ова се избори на кои граѓаните го посочуваат правецот во кој сака да се движи државата во иднина. Не штедеше критики за опозицијската СДСМ. Коалицијата помеѓу Венко Филипче, тоа е Зоран Заев, Али Ахмети и Димче Апасиев, тоа е првата опција. И втората коалиција која што ја има во една скопска општина, која што е подизведувач на оваа главната, тоа е коалицијата помеѓу СДСМ и еден скопски градоначалник кој што поради корупција и криминал се наоѓа на црната листа на Соединетите Американски држави. И тие се уортачиле заедно само со една причина. Причината е прво омразата против Македонија и македонскиот народ и граѓаните, а втората е да направат штета на ВМРО-ДПМН. Лидерот на СДСМ Венко Филипче пак од битингот во Киселавода изјави дека ВМРО-ДПМН нема ниту еден проект со кој може да се пофали на централна или локална власт. Вели економијата е на колена, а власта сече ленти на проекти од СДСМ. Паднаа странските инвестиции за повеќе од пола. 3 месеци поред не се случило до сега. Паѓа, не стагнира просечната плата. Инфлациите меѓу највисоките во Европа. Минималната плата најниска во Европа. Не постои еден економски податок со кој може да се пофалат, но затоа нема проблем да лажат дека сме биле, пазете, трети, четврти во Европа. Нема ни еден сегмент во кој може да се пофалат дека нешто направиле добро за државата. Тоа е вистината. Со Христијан Мицкоски, со неговите политики, Тирана стана главен центар на Балканот. Скопје го направи. Кандидатот за градоначалник на општина Центар на движењето Знам Мирослав Лабудовиќ вети решавање на проблемот со паркирањето во општината, која според него е символ за општ хаос. Проблемот е јасен. Општината има очајна потреба од зголемување на капацитетот на паркинг места, но и нов систем за негова примена. Ќе прошириме капацитетот на постоечки паркинзи и ќе изградиме нови катни гаражи на најфреквентните локации. Но ќе воведеме и смарт паркинг систем со дигитална контрола и фер наплата. Така ќе дадеме еднакви можности за сите. Клучно ќе воведеме ред. Паркирање по тротоари и велосипедски патики не смее да има. Центар мора да има ред во паркирањето, а центарци мора да имаат предност. А кандидатот на ГРОМ за градоначалник на Карпош Стефчо Јакимовски денеска најави подобрување на условите во градинките во општината. Продолжуваме со подобрување на условите во градинките, односно во подобрување на условите на дечјата заштита. Овде во Влаје во градинката Пролет ќе направиме 4 нови занимални кои што ќе чинат отприлика околу 520.000 евра и со тоа ќе го подигнеме капацитетот за да можат комотно да бидат сместени нашите најмлади жители и од Влаје 1 и од Влаје 2. Кандидатот на ВМРО-ДПМН за Карпош пак Соти Лукаровски ветува крај на бетонизацијата и запирање на праксата, интересите на инвеститорите да се стават пред тие на граѓаните. На Карпош му е доста од бетонизација. Нашата општина, која со години важеше за пример на хумано и квалитетно живење, денес е под притисок на непланска градба, урбанистички решенија кои ја гушат секоја населба. На Карпош му е доста од градби кои му одземаат зеленилото и создаваат бетонски џунгли. На Карпош му е потребна хумана урбанизација со рамнотежа меѓу домувањето, зелените површини, инфраструктурата и јавниот интерес. Кандидатот на СДСМ за Газибаба Владко Митовски пак вети дека ќе се залага автокоманда да стане новиот центар на градот со решение за сите проблеми. Денес се наоѓам токму на местото каде што ќе изградиме новата катна гаража, која ќе биде наменета за сите граѓани кои секојдневно работат во околните компании и институции. Покрај ова ќе изградиме уште 2 катни гаражи. Првата на постојаниот паркинг на улица Јани Лукровски веднаш до плоштадот, а втората на асфалтираниот паркинг на улица Лазар Поптрајков. Со тоа ќе ставиме крај на хаосот со паркирањето и дополнително сообраќајниот метеж ќе го решиме со воведување на еднонасочен режим на возење по населбата.
И 6 кандидати за градоначалник на Тетово ветуваат подобар град. Се нуди многу, но прашање е колку од сето тоа може да се реализира. Повеќе за партиската понуда, но и очекувањата на граѓаните од прилогот на Александар Самарджиев. Тетово има 6 кандидати за градоначалник, па со тоа и многубројни се понудите, програмите и замислите како овој град да биде подобро место за живење. Но и жителите имаат многу и разни потреби, како и очекувања за тоа какво да биде Тетово. Јас мислам по моје паркирање на возилата. Моментално. Еве, јас сум сега со возило, а Врне имам потреба на повеќе места, кај социјалново појдов, значи има паркиралиште, а нема место моментално да се паркира. Што се смени, градот е добар, луѓето нечина. Животот на средина да е добро, ја ќе живеем овде, ама ја затоа не живеем, да живеем у Швајцарија 50 години, имам нивни пасош, куќа, имам све таму. Ја ви пожелувам све најубаво на вас. Да биде добар град, да биде све во ред, да има народот што да живи, да јадат, да пијат, работување да има. Тоа е најбитно. Здравството да биде како што треба. Како кандидат за градоначалник на Тетово, мојата цел е да ја донесам промената која граѓаните ја заслужуваат, вели Катка Божиновска од Левица. Тетово има сила и потенцијал кој треба да се искористи. Фокусот ќе биде на инфраструктурата, чисти улици, обновен водовод и ефикасна јавна администрација, како и економски развој за младите и поддршка на малите бизнеси. Поддршка на рандливите категории и социјално загрозените семејства. Ќе работам транспарентно, одговорно, со граѓаните како партнер во одлуките што ќе ги носиме. За Изет Зејнеловиќ од Демократи, главна замисла е преработувањето на отпадот и производството на струја. Порака до граѓаните се дека јас нема да се занимавам со политика и политичари, тие нема што да ветуваат, тие имале време 35 години да си ги завршат работите, потребите на граѓаните. Јас ќе се ориентирам према моите пријатели од странство кои се обезбедени инвеститори да инвестираме во Тетово. Имам негде околу 11 значајни проекти. Тие наскоро и ќе ме посета во Тетово, ќе ми дадат поддршка. Програмата ја правиме врз она што бараат граѓаните, вели Самка Ибраимовски од коалицијата Искуство за успех. Нашето мото е повеќе резултати, помалку изговори. Тоа народно кажано, повише работа е одо што да зборуваш. Затоа појдовме таа основа и новини што ние како коалиција ќе, особено со јас како кандидат за градоначалник ќе направам, тоа е тоа што до сега не се правило. Актуелниот градоначалник Билјал Касами во вториот мандат ветува по урбано и по европско Тетово. Ќе се дава можност и за отварање на последната делница на булевардот или не. Исто така изградба на училишта, изградба на стадионот, пробивање на последните сегменти на булевардите и многу други проекти со цел Тетово да биде поурбано и подобар град за живење. Кандидатот на ДУИ и коалицијата Бајрам Речепи ветува дека Тетово ќе се преобрази, односно општина која ќе работи подобро за граѓаните. Главното мото ќе биде да го изградиме ново Тетово. И тоа ќе се заснова во 3 столба. Прво ќе биде економскиот развој, второ ќе биде инфраструктура и планови, планирање на ново Тетово, и третиот столб ќе биде дигитална, професионална, ефикасна и 100% транспарентна јавна администрација за општината. Крајно време е да се работи за Тетово да биде вистинска урбана средина, вели Стевица Сарковски, кандидат на ВМРО Народна партија. Мотото под кое ВМРО Народна партија излегува пред гласачите на овие локални избори е гласајте за модерно, чисто и обединето Тетово. Ги повикуваме граѓаните да гласаат со разум, за Тетово да стане тоа што заслужува, да биде модерен град, чист град, со модерно образование, да стане вистинска урбана средина за сите граѓани. Големата конкуренција најверојатно ќе биде причина во Тетово да има и втор круг гласање за избор на градоначалник меѓу двајцата од 6 кандидати кои ќе имаат најмногу гласови.